Спортските вести ги подготви и читаше Бошко Тасиć. Датум на емитување 2 декември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Временска прогноза. Спонзорирано од Fairvex. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и топло за овој период од годината. Ќе дува до умерен слаб северозападен и западен ветер. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени. Еве ги дневните температури низ Републикава. Крива Паланка 12, Штип 14, Велес 13, Гевгелија 16, Демиркапија 15, Берово 12, Охрид Струга 12 степени, Скопје на максимални 13 степени Целзиусови. Во главниот град ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Спонзорирано од Fairvex. Fairvex – брзо решение за настинка и грип. Есента се познава по звукот на сувите лисја кои ни шушкаат под нозете и по звуците на јатото птици кои заминуваат на југ. Слушни го и нашиот есенски звук. Влюби се оваа есен во Радио Слободна Македонија. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, денеска е среда, време 11:08 минути, време за Круг. Емисија во која што анализираме, дебатираме и се обидуваме да ги извадиме сите несуштински елементи од кругот надвор за да добиеме некоја суштина за одредени прашања овој пат. Повторно со оглед на актуелната политичка состојба и превирањата на релација опозиција власт и преговорите, односно разговорите за дофинализирање на договорот од Пржино, повторно се актуелна тема овој пат во центарот на кругот се медиумите и обидите за дефинирање на некакви решенија кои што цел треба да имаат поголема либерализација, но во основа оно што се предлага веројатно е далеку од таквата идеја. На таа тема денеска ќе разговараме со Слаѓана Демишкова, мој денешен гостин, претседателка на Македонската асоциација на новинари МАН. Слаѓана, добар ден. Предходно, сакам да напоменам дека во моментов состојбата во преговорите статус кво со оглед на тоа дека најголемите национални телевизии често се спротивставија на обидите на инфилтрирање на законски решенија кои што нема да ја постигнат суштината, тоа е зголемена либерализација, туку напротив зголемена контрола од политичките партии врз медиумите. Во таква состојба вчерашните информации беа дека ВМРО ДПМН на одредено време ги напуштило преговорите. За сега состојбата е се уште таква, нема некои информации дали и кога ќе продолжат тие разговори. Јас сакам за почеток пред да влезам во разговорот со Демишкова да подсетам на една ситуација дека она што изминативе неколку години налазад го зборува опозицијата, а се однесува поглед на медиумите и на слободата на изразување, дефинирајќи го со моментот дека Македонија константно ја губи слободата на медиумите поради како единствена причина посочувајќи опозицијата власта. Денеска имаме една мощна интересна ситуација, всушност ситуација која што лесно можеше многу одамна да се наслути и види, тоа е дека опозицијата, освен реториката за слобода на медиуми, нешто по-конкретно кога е потребно да се стори во поглед на тоа не прави. Јас ќе се обидам на кратко да се подсетиме на еден мој текст напишан во март 2015 година, на 3 март, во екот на она кампања или она што беше серијал на бомбашки активности на опозицијата. Уште тогаш предупредив на моментот дека можеби многумина подражувачи на таквата политика која што во тој момент му ја даваа на лидерот на опозицијата дека треба да продолжи силно и интензивно со сценарио на
објавување на прислушкувани разговори кои што во многу беа проблематични во поглед на тоа што беа голем дел врзани со приватниот живот на одредени личности. Уште тогаш предупредив дека неговите поддржувачи можеби во моментот кога би дошло до некаква промена на власт би биле првите жртви на таквото владење, всушност на моментот дека реториката за слобода на медиуми и на демократско општество на опозицијата е само декларативна, во суштина и во основа таа е многу пототалитарна од било кој режим или било која политичка гарнитура која што владеела изминативе години во Македонија. Текстот се вика Разговорот број 37 и почнува вака: еден умен човек, еден од оние умни на чии умови се воодушевуваме, бидејќи ретко нивните зборови ги сапаме за вредни, веројатно затоа што не ги слушаме преку телевизија или не ги читаме по колумни, туку онака вод ги восприемаме, што на пазарче, што во градски автобус или на 5-минутна релација во такси. Еден таков умен човек неодамна во една реченица ми го дешифрираше кодот на Верушевски. А преку тоа веројатно и судбинскиот код на македонецот. Иако со резерва го земав почетокот на муабетот затоа што се однесуваше на една веќе патолошко секојдневие кое го демонстрира опозицијата, сепак неговата констатација ми беше од проникливост во суштината. Ми вели: и ова ќе помине, таква е нашата судбина, родени сме 300 години пред ѓаволот. Ѓаволот кај нас бил чирак, ете таков народ сме. Или Зоран Заев за Македонија е исто што и Зоран Врнишковски за МПЦ, кој тоа не може да го види, има сериозен проблем со капацитетот на собствената интелигенција. Ако пак Македонија тоа не успее да го препознае, тогаш ќе мора да го доживее. Живењето на такви денови ќе биде еднакво на елементарна непогода, земјотрес од 12 степени по Рихтер. Патот до тие денови Заев се обидува да го трасира како општ марш против злото, притоа свесно како подлога на тие чекори ја бетонира токму омразата. Чекорите по омразата никогаш и никаде не донеле слобода, туку го инсталирале судот на собствениот водачка во аксиома на живење. Тоа секогаш и секаде го правеле личности кои верувале во собствената заблуда во која живеат. Заробени во тој дух имаат параноична потреба својот затвор да го прошират во општествено државен кафез. Таквите личности општеството секогаш ги отварале некаде порано и навремено, некаде подоцна и со последици. Македонија има таа шанса тоа да го стори навремено, секако доколку некој не се потруди непотребно од тие ликови да направи жртва. Она што е добро во приказната со Македонија е тоа што Заев ова го прави многу лошо, јасно препозлатливо. Единственото нешто што покрај собствената заблуда го води во нови сценарии од серијалот Порничот и бомбите е садистичкото мастурбирање на одредени тврдоглави следбеници врз демаскирањето на политичкиот морал на поединци од власта. Но тоа е доволно само за задоволување на ниските страсти кај собствените партиски војници. За масовна ејакулација врз власта потребна е многу повеќе. Заев тоа го гледа и затоа секојдневно се губи во собствената приказна, обидувајќи се да ја убеди јавноста во нешто во кое тој самиот половично верува да одпладне повеќе енергија троши во разубавување на собствената разубедување на собствената подсвест. Затоа и му се случува таа неконтролирана состојба на промена на ставови во временски период од околу една минута. Кој денеска не верува дека прислушувањето на или кој денеска се уште верува дека прислушувањето го организирала власта, а материјалите во милиони фајлови стасале кај Заев од загрижените граѓани на кој веројатно им пукнал филмот од сознанието за мазохистичкиот капацитет на Мјалков и Груевски секојдневно доживуваат во оговарањето на собствените најблиски соработници. Мислите дека се уште некој верува во лековерната приказна за масово прислушување и следење на 26.000 граѓани? Во тоа не веруваат ниту најполтронските медиумски подржувачи кои бајдавеј во не дај Боже утрешната земја на слепите каде повредно од сочна шницла ќе биде бајат корка бајат леп, ќе бидат токму негови први жртви. Во државата на македонскиот торн, во чие инсталирање главна улога имаат и тие, кодот на Верушевски ќе биде легален влез во сечи живот. Сето тоа педантно ќе биде евидентирано во институционалниот регистар на прислушкувани, каде секој ќе може да се го изнајми разговорот кој сака да го слуша. Ве молам, разговорот број 37. Тука правиме кратка пауза, продолжуваме потоа со разговорот. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.
Повторно назад во кругот, гостин мој денешен е претседателката на Македонската асоциација новинари, Сладјана Димишкова Ман. Сладјана, добар ден. Состојбата е статус кво, барем во поглед на преговорите, и статус кво во поглед на позициите на партиите, меѓутоа и статус кво во поглед на ставовите на медиумите. Која е пораката? Која порака во ваква ситуација треба да се испрати за да се постигне суштината всушност што е на овие, нели, условно кажано, разговори, а тоа е барем дефинирање на зголемена либерализација, а не нарушување или кратење на она мала либерализација која што сега има? Суштината во моментов е да се каже која е практично фактичката состојба. Затоа што имаме многу различни толкувања, но јас би рекла една е фактичка состојба. Која е фактичката состојба? Се појавува лидер на политичка партија, Заев, на пресконференција, вели најголем непријател ми се медиумите. Ги набројува националните телевизии и влијателен дневен весник, кои што имаат зад себе 80% од јавноста. Кога велите непријател, значи дека објавувате војна, а кога сте во војна, значи го уништувате. Значи имаме лидер на опозиција кој што влегува во војна со медиуми, сака да ги уништи, да ги елиминира. Значи, ја уништува и политиката, односно го заборава основното својство, да биде коректор и регулатор, значи да ги направи работите подобри. Но наместо да ги направи подобри, оди во насока на елиминација, објавува војна на медиуми и ги елиминира. Во таа изјава на Заев има многу нелогични ситуации, особено со делот кој што и нивната декларативна ситуација која што изминативе 9 години ја зборуваат. Ако имате сериозен и искрен пристап кон либерализација и слобода на медиуми, тогаш може ли да ги дефинирате медиумите како непријатели, па макар биле и најкритички кон вас? Тогаш кој е тој капацитет на слобода која што велите дека го поседувате, а при тоа дефинирате дека некој ви е непријател за тоа што има само критички однос? Па во либерално општество веројатно и најкритичните новинари можат да имаат право на функционирање. Не можеме да очекуваме слобода, ниту пак да веруваме на она што барем доскоро според беше декларативно во јавноста. Зошто? Затоа што имате, тоа го кажува човек кој што е лузер во политика, за кого што бизнис е рекет корупција и кој што на крај излегува и вели медиумите се најголеми политички непријатели. Влегува во војна, ги уништува, практично ги елиминира. Значи заборава и на неговата функција како опозиционер која е главна. Да биде коректив и да биде некаква регулатива. Но во сето тоа од нив имаме предлози кои што се класично партиски. Значи не им се бендисува ова што е во моментов, но затоа нудат класично партизирање. Например на Агенцијата за медиуми. Ќе зборуваме на по-конкретно. Затоа сега ги наведувам само како кратко, но тука не завршува приказната на проблемот со Заев. Тука имаме посредник кој што вели потребни се европски стандарди, нуди предлог кој што нема врска со Европа, самиот тоа го вели, и имаме предлог од него кој што е практично близок, односно потребен на опозицијата. Но во сето тоа забораваме повторно една работа. Забораваме дека ние веќе имаме закон за медиуми донесен пред околу 2 години. Закон за медиуми кој што е оценет од Европската унија, оценет од ОПСЕ како европски, според европски стандарди. Имаме извештаи, имаме договори во кои што се вели дека треба подобрување на состојбата, но не се вели дека проблемите произлегуваат од самите закони. Значи, ќе се вратиме, ќе направиме на споредба на предлозите на МАН и она што значи предлог на посредникот и предлози на политичките партии на ЗНМ околу тоа, меѓутоа друго ме интересира мене на суштинска работа. Дали, например, ова практицирање, условно кажано сега или сопрактицирање во власта на опозицијата на СДСМ, изјавите на Зоран Заев, дали не гледате како добра можност за демаскирање на целата
филозофија на функционирање, декларативни заложби за слобода, но во пракса спроведување сепак политика која што веројатно по моја слободна проценка и логика е наследена матрица од нивната изворна политичка партија, односно политичка структура од која што нели е создадена Социјалдемократскиот сојуз, тоа е комунистичката партија во Македонија. Ние подолго време сме сведоци на нивното демаскирање. Значи, демаскирањето, односно врвот може би се случи вчера со медиумите, но ние подолго време сме сведоци на тоа, затоа што тие почнаа со начинот на кој што ги ја практикуваат политиката, комплетно се демаскираат и комплетно покажуваат дека нив не ги интересира стандард. Нив не ги интересира подобрување на ситуација. Нив ги интересира исклучиво владење. Нив ги интересира исклучиво доаѓање на власт. Значи, они воопшто не зборат. Според мене дури и тоа што од време на време го кажуваат како декларативно не може човек да верува. Затоа што кога во моментот ќе кажат дека да, треба европски стандарди, потоа седнуваат на маса по било која основа и ви нудат класично партиски предлог. Затоа говорев за сето тоа претходно. Еве, затоа ги спомнав само медиумите. Комплетно демаскирање. Во економијата видовме што прават, во политиката видовме што прават, сега видовме како ја водат целата работа и во делот на медиумите. Значи, они нас практично, не е тоа само демаскирање, тоа е класично лажење од нивна страна. Класично лажење дека они сакаат некакви стандарди. Они не сакаат стандарди. Ни во моментов им е потребно да критикуваат дека ништо не чини, да се пријават да ги земат странските фондови, и тука завршува со нив приказната. Македонската асоциација новинари и ЗНМ има диаметрално спротивни ставови за многу прашања, меѓутоа интересно е што во поглед на ова прашање, новите ставови на опозицијата, и претседателот на ЗНМ и вчера и пред некој ден јасно потенцираше дека СДСМ по тоа што го прави е далеку од здрава логика и дека всушност тоа е правец кој што не е во насока нити на либерализација на медиумите во поглед на критиките на медиумите и вчерашната изјава. Меѓутоа она што мене ме интересира е не помина ни половина час или час и половина, Насер Селмани се најде на отстрел кај опозицијата, меѓутоа и кај голем дел од наши колеги кои што условно кажано се проопозицијски во работењето. Па тоа е она што тековно се случува, значи, во Македонија. Нешто што едноставно не им се вендисува, не им оди на нивната линија, тие веднаш одат на критика. Или уште поостро одстрел. Класичен одстрел. Затоа што едноставно немаат ни капацитет да слушнат поинакво мислење. Јас тоа само така го дефинирам. Како тоаш декларативно зборуваат за демократија? Па веќе не ни зборуваат за демократија. Како можете да кажете дека лидерот на опозицијата зборува за демократија, кога излегува и објавува војна на медиум? Сака да го елиминира. Значи нема тука простор за демократија. Која демократија? Значи јас веќе ниту декларативно не ја гледам. Со неколку постапки. Интересно е што никој од функционерите на СДСМ не се спротивставува барем јавно на таквите изјави. Дали тоа значи дека тоа е општ став на опозицијата или само став на лидерот? Мој впечаток е дека тоа е став само на една мала група на луѓе околу него, затоа што знаеме каква е ситуацијата во опозицијата. А другите молчат, чувствувајќи демократијата на лидерот? Не, мислам дека другите едноставно не знаат што прават. Затоа што ако другите се дел од таа опозиција и сакаат да останат дел од таа опозиција, едноставно треба да си го повикаат лидерот да се приспита. Еве, не мора прво јавно да го направат, но мора внатре да го подигнат степенот на демократија барем. Мора да си го повикаат лидерот да си ја приспита својата изјава. А они едноставно молчат. Тука дополнително зборуваат дека немаат никаков капацитет. Правиме уште една кратка пауза и продолжуваме потоа. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитани слушатели, повторно назад во кругот. Славјана Демишкова, претседателка на МАН, гостин денеска. Продолжуваме со темата поврзана со медиумите. Славјана, каква е сега, значи, ни дефинира состојбата во поглед на функционирањето, односно кои чекори може да се очекуваат од страна на медиумите во поглед на тоа што значи реализација на тие разговори кои што некако мора да се откочат и некако мора да финишираат со некакви решенија во поглед на законот за медиуми.
останували ман на ставовите дека не смее да се носат законски решенија кои што ќе бидат во функција на спречување на слободата и партизација. Тој став го има и Издруженијето на новинари, барем во поглед на ова прашање. Постои ли можност, не знам, за некаква поширок фронт на новинарите и медиумите против или во насока на спротиставување на решенија кои што може да бидат на штета на медиумите? Македонската асоциација на новинари прва излезе со став уште кон средината на октомври, кога почнуваше да се отвара целиот пакет со медиуми, и кажавме дека е крајно неблагодарно, поразително, катастрофално за медиуми, за судбина на медиуми да се разговара на маса каде што се разговара за интереси на политички партии. Меѓутоа тоа веројатно нема да може да се избегне. Тоа е некаква... Меѓутоа, еве го гледаме резултатот. Некој за нас одлучува на затворена врата. Се случува тоа што се случува од страна на опозицијата, има веќе активности, медиумите, значи, кои што веќе беа прозвани, одат кај меѓународните представници. Ние како Македонска асоциација на новинари сме имале средби и со посредникот Ван Худ, и со амбасадорот Ајворав. Повторно баравме средба да ги укажеме. Што кога решението... Нема слух. Значи, едноставно, како да ви кажам, целата ситуација можам да ја дефинирам дека нема слух. Затоа ја прашувам. Мене тоа најмногу ме нервира во оваа ситуација. Како може да дојдат странци? Не е ли тоа момент за формирање поширок фронт и надминување да речеме на личните анимозитети со ЗНМ, со синдикат, со МАН и... Ние многу често имаме заеднички, многу слични ставови. Затоа реков заеднички. Ако ги погледнете на нас, се заеднички. На терен функционирањето се парцијални. Тоа не знам зашто е така, тоа за жал ќе мора да ги прашате другите. Мене она што мислам дека е во ред во овој момент што се случува е тоа што имаме заеднички став дека политиката мора да стои настрана. И како да ја тргнеме политиката настрана? Заеднички. Ние тоа го збориме како МАН 2 години. Со иницијативи, со конкретни предлози, ние сега за прв пат може би гледаме еден вид на заедничко делување. И за мене тоа е многу во ред. Мислам дека тоа е првиот чекор. Во еден од тие предлозите кои што се многу спорни и на Ван Хојте околу изборот на членовите на Агенцијата за електронски, односно на Агенцијата за медиуми или членовите на како се нарекува тоа, управниот одбор или советот на Македонска радио телевизија. Предлогот е да ги бира собранието на јавен конкурс пријавени со двотретинско мнозинство. Во основа, на пример, можеби тоа да звучи некако како условно кажано независност заради тоа што нема да ги предлагаат членови. Меѓутоа, изборот со двотретинско мнозинство значи прво договор меѓу позицијата и опозицијата, власта и опозицијата, за да нема теорија да биде било кој избран. И може ли да се случи повторно партизација со оглед на тоа че си подадат партиите у собранието, тебе 4, мене 2, Дуи 1, ДПА 1 и така ќе се ги изгласаат и пак повторно. Колку има тука основа за реална департизација, а колку страф од можност за скриена вистинска партизација на тие институции? Тоа не е само скриена, тоа е обид за вистинска. Вистинска, многу јасна партизација на медиумите. Многу јасно. Ако го видите предлогот на посредникот Ван Худ и ги видите предлозите на СДСМ, која е разликата? Разликата е што СДСМ јасно кажува председателот на агенцијата ќе биде од редовите на опозицијата, мнозинството ќе бидат предлагани од опозицијата, другите ќе бидат предлагани од партиите на власт и по едно од здруженијата. За каква департизација они зборуваат и за каква слобода на медиуми? Тој предлог е многу поригорозен од она што беше закон за Совет за радиодифузија. Таму имаше предлози од универзитетска конференција, од тоа го немавме ние во времето на комунизмот. Во бивша Југославија и во Македонија тоа го немаше. Имаше поширока лепеза на членови. Добро, ние тогаш не бевме ни комунизам, бевме социјализам, меѓутоа тоа го немаше ни тогаш. Значи ние идејата беше 91 да одиме кон оној демократски свет.
Но партијата која што зборува дека сака демократија, ни предложи еден класично партиски предлог за Агенцијата за медиуми, Па така односно Советот, па дури и Програмскиот совет на Македонската радио телевизија. Така ја разбира За сето демократија. тоа да биде уште потрагично, посредникот излегува со еден предлог во кој што одлучуваат политичарите. Вели, ќе се пријавите на јавен конкурс, ќе соберете препораки од фела, од универзитети, од невладини организации, но ќе одите на сослушување пред политичари. И ќе одлучуваат двотретинско мнозинство. Поразително. Значи, не се пријавуваат политичари, но сепак политичарите го имаат главниот збор. Значи, СДСМ предлага класично да има предлози партиски, ванхуд посредникот Ублажено предлага одлучување на политичари. Која е разликата? Која е разликата? Нудење на од политичарите и Во секој случај, во двата концепта е влијанието на политиката огромно. не е влијанието, тоа е комплетно партизирање на Да, медиуми. да, окей. Тоа не е влијание на Зборот беше дека затоа што знаете мешаноста на многу политиката е е голема. легитимно секој центар на моќ да сака да влијае. Тогаш кои се предлозите на МАН, на кои на ЗНМ, со оглед на тоа дека некој мора да ги избере, да ги номинира тие, односно номинацијата значи потврдување или избор. Предлозите на МАН какви се? Да предложените кандидати бидат само формално потврдени во собрание? Да. Затоа што ако ние како новинарски здруженија предлагаме кандидати, тоа значи дека тие се прифатени во нашата фела. Зошто политичар да кажува дали се тие во ред или не, или да постигнува некакви договори за да ги изгласа? Не. Треба само формално Меѓутоа, верификување. Дали предлозите на МАН и на ЗНМ од новинарски здруженија би биле произлезени од новинарите, од медиумскиот простор или како сега имаме ситуација која што ние не се бараме такви? значи едно комплетно тргање на политиката. Што подразбира? Освен што здруженијата ќе предлагаат членови во како во советот на агенцијата, така во програмскиот совет на МРТ, да предлагаат поради застапеноста, нели, албанскиот театар, турскиот театар, адвокатска комора, МАНУ. Значи, И верски заедници, така. верски заедници. Комплетно деполитизирање. При тоа кога ги набројувам јас и албански театар, турски театар, јас зборувам за нивни представници, јас не зборувам за директорите. Значи јас зборувам за нивни представници. Значи политиката не смее да има никако да вмешува в прсти. А има ли некакви критериуми, предлагате ли некакви критериуми кој може да биде Значи, член на било таа кој агенција? од овие кој што ќе предложи член за агенцијата и за програмскиот совет во МРТ, не смее да има во минатото никаква поврзаност да имал со политиката, ниту актуелна. Значи, никаква поврзаност. Ниту да бил член, ниту да бил ангажиран и ништо. Значи, нудиме изворно новинарски издруженија, значи фела, и изворна застапеност на цела онаа јавност која што го креира јавното мислење на крај на денот. Никакви политички партии, никакви предлози од нив. Кога тие ќе бидат предложени, само формално верификување. Затоа што тоа е единствениот начин да ја тргнеме политиката од медиумите. Дали владачката ВМРО ДПМН ги прифаќа тие како ваши предлози на МАН како добри решенија? Значи, конкретно, од нив до нас не стигнало дека се прифатени. Тие прават некои чекори кои што наликуваат на она што се зборува од страна Опозицијата на... стрикно ги одбива? Опозицијата одбива се. Опозицијата прифаќа само партизација во медиуми. Благодарам, продолжуваме повторно по кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Значи, повторно во кругот, во оваа денешна неработна среда, ние се обидуваме да сработиме нешто и да изанализираме околу она што значи предлози за законски решенија за медиумите во преговорачката фаза меѓу четирите партии. Слаѓана Демишкова, председателка на МАН, мој гостин. Слаѓана, застанавме околу партизацијата, скриената, јавната обидот да се инсталира или да контролата на медиумите. Има некои други предлози кои што условно кажано дефинираат или може да наслутат варијанта на некаква партизација дополнителна преку одредени невладени организации. Што е тоа, како... Без исклучок се наслутува, значи, на таа дополнителна, класична, ригорозна партизација која што очигледно ја посакува СДСМ. Најскриениот момент во тој дел се вели дека
членовите на Агенцијата за медиуми во Советот треба да имаат препорака и од невладени организации, односно да бидат од невладени организации. Ние тука имаме сериозен проблем. Што е тоа? Зошто? Во Македонија многу малку од невладините организации се одржливи. Ние во Македонија имаме повеќе фантомски невладини организации кои што произлегуваат главно и се финансирани од Сорос. Што прави Сорос, значи? Преку програмата за невладин сектор, специализирано за медиуми, прави посебни невладени организации. Тие за нас, например, не се организации. Затоа што вие таму имате по еден-двајца кои што остваруваат дадена цел по нарачка и тука завршува нивната работа. Тоа не е невладин сектор. Ние во тој дел бараме да се дефинира што е невладин сектор, затоа што ние ќе бидеме на сведоци, освен што ќе одлучува политиката и Ќе не може да одредени луѓе да се Да, при влегувањето, при самото филтрирање, ќе треба значи Сорос печат да ви даде. Да. Исклучиво. Значи ние ќе имаме нема да имаме агенција за медиуми, ние ќе имаме агенција на медиуми која што е на Сорос. Најпластично кажано. Затоа што ние имаме невладини организации, значи невладиниот сектор е многу важен сегмент, но ние малку имаме во нашето општество кои што се реално одржливи. Многу малку. А тие за жал не ги гледаме. Ние ги гледаме само оние кои што се фантомски и кои што се човек организација, кои што практично предлогот мислам дека можеби е даден, би одала дури и дотаму само за тие да се вклучат во таа агенција за медиуми. И што ќе имаме ние во тој случај? Ќе имаме 20 милиони евра од странски фондови во медиумите, дадени на малку луѓе, ќе имаме агенција на медиуми за медиуми која што практично ќе биде на Сорос, ќе имаме програмски совет кој што ќе биде на Сорос. Во што ќе се претвориме ние во државата? И ќе имаме демократија, не? Јас не верувам дека е тоа демократија. Ние цело време зборуваме за демократија, но оние кои што најгласни се во демократијата ниту ја практикуваат, а веќе не ни зборуваат. Одредена структура на луѓе во Македонија имаат поинаква перцепција за тоа што е демократија. Очигледно тоа е една друга тема. Во финалето на овој разговор има ли нешто прифатливо за МАН од предлозите на Ванхоите? Има прифатливо. Значи, прифатливо е начинот на финансирање од буџетот за да добие една одржливост, односно стабилност македонската радио и телевизија. Прифатливо е оданочувањето во медиумите, значи на рекламирањето и слично да се намали данокот од 18 на 5%. Значи има и прифатливи предлози, но за жал ги има многу повеќе оние. И она што е најбитно, значи, апелирам дека не смееме да заборавиме дека ние во Македонија пред 2 години донесовме законска регулатива за медиуми. Законска регулатива за медиуми која што е со сите европски стандарди. Зошто велам европски стандарди? Па тоа се закони кои што добија верификација, одобрување од Европската унија и од ОБСА. Прва работа. Втора работа. Нас во сите извештаи како од Пржино, така и во оној извештај од Прибе, се вели дека треба да се подобри медиумската сфера, но никаде не се вели дека проблемите во медиумската сфера произлегуваат од законската регулатива. Па побогу, зошто да носиме законска регулатива која што верификува и на хартија партизација класична и ригорозна? Зошто одиме кон такви работи, кога ние имаме регулатива? Кој е одговорот на Ванхоите кога тие прашања му се поставуваат? Кај него најчесто нема одговор. Зошто цело време велам тој тотално промашување. Нема одговор кај него. Кога го прашувате од каде е ова што го носите во Македонија, каде постои овој систем на медиумска регулатива што ни го нудите, тој не знае што да ви одговори. Кога му велите која е земјата, значи го прашувате уште по-конкретно, тој ви вели, па нема европска земја, тоа е Европа. Па добро, тоа е Европа, ние што сме? Ние можеби не сме во Европската унија која што е политичка институција или политичка организација, но ние сме дел од Европа. Кај него никогаш нема одговори. Имам впечаток дека човекот е залутан или не залутан, еве донесен тука за да ја седне опозицијата во фотели и ништо повеќе.
Благодарам, Сладјана, ти благодарам за овој разговор. Мој личен печаток е дека и мој став е дека во Македонија нема недостаток на демократија и на слобода на изразување, има можеби преголема поларизација и поделеност на македонското новинарство, меѓутоа тоа е еден друг проблем кој што веројатно не може да се реши со вакви законски решенија. Со оглед на тоа како што се одвиваа претходните разговори во поглед на законските решенија за изборите, регулативата во изборниот процес, Државната изборна комисија, веројатно сега ќе следува и пакетот на судството. Сите оние решенија кои што беа носени, кои што беа дефинирани во многу се разликуваат од она што треба да значи суштинска подобрување на општествениот и јавен живот или демократијата и изборните процеси, меѓутоа кога 4 политички партии носат законски решенија, тие секогаш се првично и основно во улога и функција на самите партии, а веројатно малку подоцна ако остане простор и време за општествен интерес. Во секој случај, Сладјана, јас ти благодарам за ова гостување, да се надеваме дека за поканата. Да се надеваме дека овој пат со медиумите ќе биде поинаку и дека медиумите, барем ако не друго, нема да дозволат законски решенија кои што ќе значат дополнително загрозување на нивната слобода. Почитувани слушатели, Круг е емисија на Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата е Маријан Николовски. Денеска е среда, 2 декември 2015 година. Емисијата е во продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.